Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Најавата на плейбек ми е, да знаеш. Све ни е снимено, ние само треба да се појавиме во емисијата. Како ќе не најавевте ствари? Спектакуларно. Како кажи, Не ајде, видено, не излизаме чуено. ние пак? Сака ли да излезе? Ајде, идеме. Леле, нема ли? Дојди, не сме шути. спремни, да. Ама ќе се Да не си задоволнам најава. Шути, ајде, Најави нема ги, врска. молим. Немате водители, прајте се ке прај. Чекај. Добро вечер и пријатно попладне, почитувани гледачи. Во денешната емисија Никој како имаме двајца многу специјални гости и заедно со мојот колега Благојче Трајковски денеска имаме чест да ги најавиме Така е. нашите драги во Честа едно е. предновогодишно издание, нашите Огромно, драги специјално. Ненад и Прекрасна ви емисијата, ме гледаме секој ден, ме гледаме. Значи, многу сме среќни што сте наши гости Леле, денеска. фала ти многу, Вера. Од кога почнавте со емисија? Од денеска Наке веќе. 10 години. Како сте денес да ве прашаме? Одлично, Супер, одлично, тука сме насмеа. со обраќајот хаотичен надвор. Едва дојдов. Едва стигнавме, ама ете се за нашата емисија, нели? Так, Добро е, так, добро е така што почнавме, пошто вие ги поставевте истите прашања. Како е, сообраќајот како веќе требаше тука да пцуеме едно друго. Трето вака мирно помина во ред. Така, значи Супер. без пцуење. Нема шанси какво пцуење. А шо ќе правите ако не бевте во емисијата? Значи, шо правите у 17:15 вообичаено? Не, динамиката е таква да тешко можам да ти кажам дека во одреден сат нешто исто ми се повторува од ден на ден. Во зависност од смените на работа може да бидеме на работа. Ако се има некаков настап ова време, некоја тонска проба може да се случува. И најчесто по патишта јас. В кола сум најчесто, да. Така. Добро, па ама не пцуеш што сме кога си у Скопје. Отрпнате ви што Како пошорото пцуење? патишта. Какво пцуење? Не. Моја релаксација, стојмо место. Пцуењето со пцуењето. АСМР му доаѓа. Пцуењето е многу интересно, пошто најчесто сум сам во кола и убаво е. Сам си во кола, ти можеш да Ама така пцуеш стресот го отворено, вадиш. Супер. Арно, единствено време за зборување по телефон ми е кога сум в кола. Значи пцуеш и збориш по телефон, тогаш ете тоа е Некој проблемот. може да ме свати, окей, да. како што треба да ме свати, а некој, не знам, може би прв пат сега се слушаме и во афектна состојба јас морам на тој пред мене да го наречам со некое животно домашно, например, и сега ти се чудиш што е работата. Благојче, ти си да, те барам за емисија Мапи. Не, на средно као да сме волу. Добро, Благојче. Ало, прекин има некој. Пазите Случува кога да често се случува. запамтете го. Да, го барате Благојче да знае. Јас се извинувам ова време, јас имам малце поинтелектуална работа од мојот колега Благојче. Вообичаено пишувам есеи, решувам математика и слични проблематики, така што знаете. Сепак, наука пред се. Емисијата е од забавен карактер, не мора да Чекај, важи. првите 5 минути Решаваме може. биологија, историја, што е Не, следно за да се тоа е наука. поготово пред нова година, последна недела Тоа школска. можам да го потврдам. Писмени. За тоа зборува за Чекај, биологија, малце, за химија, за кога сме физика вика ке зборува. Многу работи потврдувањето. си повтори. Да. Да. Си повтори? Двојно учена сум, да. Немам Војна бегање. учена ми се компањата, да. Слушај, ќе одиме малци на сериозното што значи книга и се она што се случува во кариера, ама Каков морам ме науката на вас, много Така. сте да го благословите. Не, само при тоа кажете ми, значи добро сме ви скомбинирали, ама и ти помагаш, сакам да кажам кога си дома. Ма не, ние скомбинирани сме, само вие не знаете. Значи, Ај, требаш убава многу убава приказ да имавме надвор. Значи сакам да убаво и на Не само да гледачите. им кажеме на се гледачите, значи сподели во се. првиот план на Нина Тикател, вие што денеска имате емисија сосем случајно, ги планиравме Вера Милушевски Јосифовска заедно со Оливер Јосифовски, пошто Оли, нели, може треба да вежба математика со некој од децата, да речеме, и нели варијанта ја викам Благојче ќе го бараме. И на Благојче му кажувам и Благојче вика топ. А ние секаде кај што одиме сме пар. Ве Ајде, меша. раскажи. За сликање и за разговори. Многу често, во пошто и живо. сцената е таква, и кога луѓето, да речам, имаат прилика прв пат, втор пат да ја гледат Луѓојна,
најчесто добиваат некој впечаток дека всушност брачните другари, сопружниците во бендот сме јас и Вера, пошто солисти напред, ние го водиме бендот, разбираш. И сме имале такви ситуации со. Ке ни раскаже Јас за ме Комуникацијата така на 20 години обележувате оваа година како соработувате, така Како во соработуваме, да, првата соработка беше 2004 година. Тоа беше како сношти отприлика, толку времето така помина брзо. Чекај малку само, нека каже Вера што беше облечен, каже Верче. Траперки, Добро. фармерчиња, розово мајче, Добро. косичка маце подолга, со Добро. мали опавчиња. Добро. Се чекаме пред Рамски и ќе одиме во Јагодина да настапуваме на джез фестивал. Чекај, сакаш да кажеш дека без проба, без ништо така отидовте или Направивме направите една проба? ама тоа беше некако, како да кажам, повеќе беше некое запознавање. Интересно и тоа запознавањето, ние со Оли сме во Битола живеевме во Битола на многу блиска оддалеченост, ама генерацијски, мала, да, што би се генерацијски рекло. некако не се споивме после. Друштвова не ви беа Па поврзани. некако така, пошто тој странство студираше, беше цело време некако одсутен, јас веќе кога подпораснав и јас тргнав наваму натаму и всушност ние ако бевме толку блиску со живеачката, се запознавме на подоцнежна возраст благодарение на музика. Така. Така што и ете, од тогаш, од таа специјална турнеја во Јагодина, ние имаме спомени да напишеме не знам колку книги во однос на сето тоа, од патувања, концерти, анекдоти, нервози, Сме среќни споделили. моменти, чуда, доцнења, Радости, маки. патишта, авиони, Доцнења? трауми. На Не, на концерт не доцнења, меѓутоа сме имали такви ситуации. Добро, Све заборавање пасоши. Да. Па ете, Господја всушност со Милушевска, пасошот имав и јас тогаш беше со пасошот, пошто Оли не ми каже каде Немаше треба да се пасош. оди. Така беше, Јас немаше студент пасош. тогаш, детиште, Добро. така со розева мајчка, со траперки. Студентче вика да свириме, ќе свириме, Ќе супер, со свириме. задоволство. Здраво, Вера сум јас, Оли, сите работи се знаеме. Пробуваме нешто што пробуваме, вика уште утре ќе направиме една пробичка и така што ќе патуваме. Добро и успатно кога завршивме со пробата, му викам како е планот за свирењето за задуте, а ми вика планот вика да тргнеме од Сабајле. Да тргнеме од Сабајле, вика, пошто ќе имаме доста и за патување, вика, и знаеш, граници. А кај треба да одиме? Во Јагодина. Јас немам документи, му викам. Леле. Немам пасош. Ајде телефони во Битола, пошто уште тоа се водев на битолска адреса. Ајде по брза постапка, не сме да се пропушти. Сефтето не сме да се пропушти Нормално. никак. По брза постапка, па ајде по автобуси чуда тука се да се решава да отидов до Битола. Се сликав, пасош, по најбрза постапка, успеавме некако да си завршиме работа за сето тоа. И така тргнавме за Јагодина. Само што тргнавме, излеговме на автопат и едно време од позади во комбето. Стоите, јас пасошот го заборавив. Назад. Ама јас редовно кога ќе тргнеме имам таков момент. Телефонот, пасошот, ма не ми е тука, не ми е тука. Негде Леле, испикан. Се мора да е на многу работи кога мислиш. Да. Се случува да најважното да го. Иако многу настани имаше, мислам имаше низ годиниве, Јагодина ми е свежо некако во однос на тоа. Имавме многу интересен шофер кој што не возеше со комбето, му го заборавив и името и вика ќе ве возам Павле, ќе вика ве Вера. возам, не знам, не се сеќавам. Вака како лик се сеќавам. Ќе прескокниме вика патарините, сега до Србија не е некоја патарина кој нека. Заглавивме по некој села тука, по некој нива, едно друго. Мислам Практично сите печењари по пазот мислам дека ги до Михин маркиравме, ќе ги стигневме забележавме побрзо. и знаеме Прилика кај така се. беше работа. И тоа беше на некој начин ете доцнење. Така е, да. Стигнавме брзо, проба едно друго. Благочевак, така, и септо дозволиш се- на Вирца нешто Не, да кажа? Од утре поканете. Јас реков, значи академски дел, молам, кога ќе дојдеме до академски дел, до тогаш не барете Значи, збор. Вера, тебе ти субраќам, повеќе ќути. Добро. Да ни раскажеш кога прв пат беше таа смешна ситуација да, нели, ти сгришиш ничие име, па потоа све и на крај да се свати дека вие уствари сте пара. Не дека јас не сум позната кума на менување на дури на текстови и имења, ама ретко ми се случува на концерт буквално да го сгрешам името. Значи може да ми се случи да не ми текне презиме, па да Да. најдам начин Да, да името, се извадиш, прекар или така, некој наш нешто. нели однос тука да се види и да се представи на сцена сепак музичарот кој што вечерта
е на концерт, ама таа вечер во Германија беше спектакуларна. Настапувавме на еден многу фестивал во една театарска сала и луѓето што се дојдени се непозната публика, тоа не е македонска публика, отворена настана, нели? И настапуваме во текот на вечерта на англиски, нели зборувам, зашто сега не знам германски. Извини, меѓу другото имаш и по некој македонец, не беше Добро. се... Имало, ние не Да, да, знаеме, да. значи не ги познаваме луѓе. Така е. И јас го најавувам на кларинет Трајче Благоевски. Благоевски ме гледа. Да не го се гледа, поклониш он. срамота, нели? Што е става сега? Што е моментот? Ви мене ми исто така ми е јасно, ми доаѓа да се насмеам, треба да пеам, смеам, ме фаќа. Буквално дислексично го најавив, тотално. И Ама си се поклони в аплаузот. беше Да, супер. да, да. во смисла, Што знаат германците? тотално го сменив редоследов и завршува вечерта. Собираме кабли, пакуваме микрофони, си подаваме еден со друг, се довикуваме и јас го повикувам, моли, оце, подај ми го, не знам, микрофонот, кабелот, држи ова, земи тоа. Ама некој од македонците приоѓа да не поздрави. Многу убав концерт, ви благодариме, леле, каква вечера и едно време Трајче, Гоце, ајде со Љубојна, додиме сите малку да се сликаме и да се Љубојна? Да, јас Трајче, Јас сум Љубојна. а овој Гоце беше Немам Гоце. друго име. Гоца. И се врти, Оли вика, кој ти се луѓе? Трајче, Гоце, и Трајче, Гоце и Љубојна. И тогаш беше интересниот момент и тогаш беше баш тогаш настана Тогаш исто прв пат анегдотата станавме со во брак. со тоа леле вика супер колку сте ведри, колку сте позитивни, вика ќе ни биде мило следен пат вика кога ќе дојдете земја сопругата вика да дојдете да направиме да си се видиме издружиме. нема проблем готово. Трајче и Љубојна. Гоце и компанија си. Кажа попара сте И направили. другиот момент исто за Љубојна што е многу смешан, не е во овој контекст, ама во контекст на јас Љубојна, јас целата група Љубојна. Одиме на некој свечен чин беше и како проаѓаме зад мене слушам како шепоти публиката, при тоа се случува во Охрид. И слушам, Љубојна ослабела. И тоа така ечеш. Ајде, принајде. По разноразни такви случаи настани ќе Врват на се, беше едно дете кога ме праша. Ти Љубојна се викаш? И јас викам, не, Вера. Вера! Каква романтика! Му се демистифицира се. И од тогаш не. Сите сте од Љубојно? Ама имаме одговор на тоа. Битлси сите се од Битола. Така е. Сега малце сега пред да продолжиме да се смееме. Малце посериозно се. Да, посериозно кај научникот да се Изразите на лицето да ги смениме така. Повелата, еве вака, Вера, кажи ни, зашто не знам дали ќе прочитаме, што е ова. Прво, колку му се радувам на овој дизајн, да знаете. Овој го работеше една многу специјална личност, моја драга пријателка и ученичка поранешна. Чекај, а кај сме во двојка, извини, вама? Еве сум. Се вика Анастасија Илиевска и како убаво го има погоден овој дизајн. Читате што стои на петто линијата, by the way? Што стои? Патем стои твоите очи, Лено Мори. Твоите очи, Да. најубавата. А ова во некаков кубистички стил би требало да представува лик на девојка која што, нели, пее Веројатно. и по случајност или по не, малце си личиме, мислам. Така е, се личите стварно, бе. Ова е мојата прва теоретска книга, Браво. за која што сум многу среќна. Ова е моето прво пишано првенче, инаку е дел од сите овие долги години истражување за да се роди Љубојна, за тоа, нели, што се сме размислувале и што се сме истражиле на музичко поле. И исто така е дел од мојот обсежен магистерски труд, кој што решив, еве вака, да го објавам. Инаку е книга која што содржи многу интересни размисли во однос на музиката некогаш денес, македонскиот мелос кој е наш, навистина важен печат и која е неговата положба денес, која е некогаш, како изгледа тој во различни контексти и како музиката е всушност мојот коментар е во книгата дека музиката е многу важен, еден од клучните идентитетски маркери во секое време и колку ја има или нема, исто така покажува, нели, дава некоја културолошка слика
барем во однос на музичката култура, за тоа како ние живееме денес. Оваа книга е повеќе слојна, има многу нешта кои се опфатени, меѓу другото, освен историјата, суштината, применливоста на мелосот, некогаш денес, разните ситуации, нели некогаш средината била традиционална, денес сме сите на сцена. Што се во старт два многу различни контексти, а всушност исто така многу поврзани, зашто има една нишка на пренесување, само што пренесувањето, кој иначе на латински значи традере, па затоа од таму доаѓа и поимот традиција, е различно денес од некој пат, но се уште го има и на кој начин тоа се остварува. Во еден дел од книгата сведочи и Љубојна со целата работа, нели? Целата таа музичка лабораторија, целата таа музичка лабораторија која што низ годиниве сме ја создале, функционира, ги анимира, представува едно јадро кое што навистина анимираше и многу музичари, бројна публика околу себе, донесе нов бран на сцената, нели разбуди една сосема маргинализирана музика во еден период кога јас растав. Така е, да. Може би денес не е се такви словите, но кога ние растевме, нашето соочување со оваа музика е опишано токму во оваа книга и што е интересно е дека јас имам прилично апликативна улога во целото, зашто јас не сум тука само етнолог, антрополог и музиколог, јас сум на сцена и сцената низ мене врви, па некако ја чувствувам од сите агли и од надвор, и на самата сцена, и публиката, односот и таа интересна, нели, релација, тој вид на пренесување, малку поинакво, нели, од она што е интерактивно, кога си насред село, тоа е една интерактивна средина, ова е неки нешто друго. Кога ќе дали можеме да дојдеме на промоција во сабота или отворена? Книгата ќе ја промовирам во сабота на 28. Не, добро сега, да. Ние сме уши круг само. Книгата ќе ја промовирам во сабота. Мажите на Вера. Сабота, добро. Да, сабота. Така кога бев мала имав двајца татковци, после ќе ви кажам како. Во сабота во 19:30 ги очекувам сите оние кои се љубопитни, кои се фанови на Љубојна, кои се љубители на музиката која што ја правиме, кои што ме следат и ја следат мојата работа, затоа што верувајте за она се што го слушате и ви буди радост на сцена, стои многу големо, навистинско ерудитивно и посветено истражување, за да тоа изгледа така гладко и убаво, затоа што кога си јавна личност, одговорноста на тоа што ќе го пренесеш и пораката која што ќе ја соопштиш е во твои раце и убаво е да биде искрена. О, топ. Добро. После веројатно може да се најде да си ја набава. После тоа ќе има, не докажав да за промоцијата, видиш ја заокружив реченицата како и секој добар водител. Станав тука. Ги чекаме значи во 19:30 во Филхармонија кафе ќе се случува. Да, во Филхармонија кафе бар, затоа што после промоцијата на која што ќе имат можност да слушнат нешто повеќе за мелосот што ги интересира, меѓутоа тоа ќе биде така не толку академски, повеќе ќе биде личносно пренесено и ќе има и презентација, дел од моите ученици ќе бидат таму да ни испеат по нешто така пикантно кое што слушателите го немаат, верувам, слушнато до сега. Јас направив така една убава комбинација, секако и јас од нив. И после тоа продолжуваме со музичка сесија на Љубојна. Да, ќе биде многу едно убаво предновогодишно дружење, на по една пијачка, на дружба, кој сака може да си ја набави, да добие потпис од Вера, да се сликаме со Трајче Благоевски. И готово си Веројатно ќе ти разбуди нови идеи во смисла, нели, некои други изданија, па и со Јас си посакам докторски исто. Да. И така натаму верувам дека Работата е што ова е еден зачадок од две различни истражувања кои што мораше да се вклопат во една книга. Едното е документаристичко истражувачко кој е посветено на работата на Љубојна, а другото е мојата долгогодишна посветеност од секој аспект на традиционалната македонска музика и се што се однесува на неа. Не е само контекстуализацијата, туку и незината суштина, почетоците, историјатот, се има во оваа книга и може да се каже дека се што сум јас е во книгава, затоа што ова се моите размисли кои долги години заедно со бројни автори од кои што нели сум истражувала и допири со музика кои што сум ги имала и
не знам, искуства исто така, кои што сме ги имале на сцена и приватно и интимно, се пресликани во ова четиво и некако е направен сублимат. И затоа поентата ми беше дека да, ќе следува некое поинакво издание во иднина. Одлично. Добро. Добро, Значи, супер. ќе бидете стално на промоцијата, ќе тоа се сега видиме, да. кажам. Добро, се Като, гледаме. одиме Се со видиме, прашање. секако. Ајде. Што има некој прашање? Леле, Секој ама секој само да дневни прашам да прашања не и се за ситуации. второ полугодието, не сум спремна. Не, за прво се сита. Ајде, ги Не знаеш. давате некоја скрипта барем малку од малку да се Не спремни, а? Дали имате некоја тајна колекција што никој не ја знае? Ова може да го врземе и во склоп со, нели, ова што го зборувавме до сега, некаква колекција на Тајна колекција? колекција која што никој не ја знае. Ама јас не го знам колку е поврзувам и тајна. со, нели, и со музикава, и со љубојна, па може би имаш и колекција, да речеме, и на носи, и на нешто поврзано со... Немам колекција поврзана со нешто од Љубојна. ова што го зборувавме до сега. Имам колекција од суви лисја кои што се пресувани и си ги чувам. Некогаш ги користиме, некогаш не знам, сакам свој личен хербариум и тие усега уште ми стојат и верувате имам и по 10 години стари лисја. Ствар? Стварно. Тоа, од кога го Да, правиш? од гинко, од разни дрвја, па од, не знам, од Ајде, да младост. речеме ги забележуваш која Да. година се што дрво и Леле, така. што реков? Од младост. Леле. Сега па дошла другата доба. Затоа ризични се емисии во живот. Ги чувам и некои од нив имат и боја задржана, знам како да ги пресувам, во кои книги, со какви салфетки, односно со каква хартија, тоа не секоја салфетка, некои се лепливи. И еве тоа е моја некоја пасија. Имам и други, ама на оваа ми текна кога рековте да. никој не знае, стварно Да. никој не знае за ова. Дури и децава пред некој ден, мама, што е ова? Па лисија. Твои се, наши се? Да, од кога се? Не знам, различни периоди. Одамна, наши се. А Блавич? Па не знам, јас Колекција на нешто. Колекционер ли си? не сум некако и од уште од мал не сум некако надарен за таа работа и како да кажам, уште од најмала возраст одредени деца си имаат некој таков обичај да си собираат, не знам, Па да, порано марки, Марки, па... нешто. количиња, не знам што Така, такви работи. Јас зреđува. мене ми беше многу поважно да го растурам Значки. тоа количето, да го ти да растурам, го да видам што растуриш има внатре сакаш, и автоматски да го расипам да стане Точно. неупотребливо, отколку ова другото. Некако не сум дисциплиниран, мислам, жал ми е за одредени некои работи, кога се работи да речем за музиката, можеби за некој материјал, можеби музички, можеби поврзано со еве и пишан материјал да речем, некако не сум склон кон Инструменти, чување нешто, не знам, инструменти. кларинет, некој прв што си почнал. Па добро, ова е тој. Ова е тој? Ова е тој. Браво. Ето, добро, види, јас не сум многу стар како Вера. Тоа значи Младоста. Да. Така што не е толку како нов ти е. не е толку тоа. Само 30 години мој стар Само човек, не е 30 тотале Добро, тоа. поврзано со кларинетите, да кажам јас, пошто татко ми е исто кларинетист, ден денес исто на многу настапи свирам со неговиот прв кларинет. Неговиот прв кларинет. Да, со кој што, ете, матурирал и се запишал на факултет. Доста сум отсвирил со тој кларинет, а со овој кларинет сум ги поминал сите, да кажам, најубави моменти, почнувајќи, не знам, од матурирање, дипломирање, магистрирање, сите можни студиски снимки што ги сум ги поминал во кариерата, а ги имам отприлика некаде преку 1000, се со овој кларинет. Значи, Па овој да го ставиме на Амазон. сите куј албуми купарите што сме можеме. ги снимале со Ако си ова направиме. албумите со љубојна, со листичките, аукција да направиме, гостувањата, куј купарите сите можеме. фестивали, концерти, да кажам, ги има поминато. Овој интересно е кај овој кларинет, само овој кларинет нема свадба доживеана до сега. Нема свадба? Не. Добро, чувај си Со го. овој кларинет на свадба не сум засвирил до сега. Меѓутоа сите концерти, фестивали, студиски снимања, се што е поврзано со класичната музика сум поминал. Сум поминал до сега со него. Браво. Да. Век на трајање има, ај више кога зборуваме, има интересни работи за кларинетот, се надам ќе успеам нешто кратко да извлечеме. Век на трајање секако дека има, тоа не може да трае бесконечно. Сепак си зависи многу од одржувањето, Одржувањето, така. односот спрема инструментот и секако од самата природна конструкција на она што значи дрво, составот на инструментот.
Тоа значи дека малку и Божја работа се игра улога тука. Меѓутоа, она што значи одржување, индивидуалната посветеност на инструменталистот кон инструментот е сепак пресудна за да може инструментот да има подолг век. Тој ќе си го има векот, меѓутоа да има подолг век на квалитет зборува, да си го одржува оној звуците што ги квалитет. дава да Оној биде. квалитет Звукот кој на што инструментот му легнува колку што е постар. Легнува, добива посебна. Патината си така, си пресвоја. има, да, си има некои своји специфики, пошто сепак се работи за жива материја. И драго ми е што овој инструмент нов од фабрика, кај јас сум првиот собственик, првиот човек кој што засвирил на него. И убаво е кога го негуваш уште од самиот почеток на некој начин го израснуваш, растиш заедно со него, се приврзуваш емотивно максимално затоа што се што си поминувал во животот, си поминувал врзано со со него. него. Да, и така што си има емоција многу во целата ова работа. Супер. Одлично. Второто прашање е многу интересно. Сега има врска со ова со вера или љубојна? Добро. А гарант имало ситуација И вака. 100% имала. Дали некогаш си ја снимала Вера писната одново и одново поради неконтролирана смеа? Па добро. Ама јас не сум ја допеала некогаш. Еднаш ми Ете се случи тоа, да не па можам да тоа. допеам од една смеја што ме фати и не знам која беше асоциацијата во моментот. Не можев да ја допеам. На Се сцена? случило Или- на сцена. Леле. Многу одамна. Ама да, еднаш во животот и тоа ми се има случајно. Кој те Да засмеа? немам... И толку. Тука застанава ти готово. Готово, ризично беше. Не беше Тешко е, баш... тешко е да засме? се Ти ја засме? смееш. Не бевме, ние сме не бевме уште сретнати со Благојче. Добро. Имавме ние концерти и паралелно со не знам дали знаете како почна да постои Љубојна, како се роди Љубојна. Ништо пуча да ни кажуваш, ајде можеш. Тоа беше заедно со представата Парите со тепувачка во Битолскиот театар, каде што решаваме да направиме музика во живо и тоа доди со четворица актери, да бидат четворица музичари, четворица актери на сцена, со мизан сцени. Тоа беше една многу интересна интересен перформанс беше, че таква монтажна представа лесно патуваше и беше многу популарна во тоа време, зборуваме 2001. И во режија беше на Љупчо Ѓориевски, костимограф беше, не знам, Благој Мицевски, беше Валентин Светозарев сценаристи. Некако беше некоја екипа со Јулијана Мирчевска, со Иван Јерчевиќ, не знам. Беше таква екипа која што... Легендарна во случајот. Легендарна, да. Со Габи, со Ѓорги Јолевски. А ние од оваа сцена бевме јас, Оливер Јосифовски, Алексе Куловски, нашиот познат перкусионист кој што живее и работи во Канада. И уште еден лик, Благојче Петровски, тој беше иконограф, ама исто така љубител на традиционална музика. И не знам колку се важни личностите во целото, ама кога тргнав да представувам, нека ги представам сите. Беше интересно парче кој што доста патуваше и во еден момент требаше да се отсвири концерт. Така се договаравме дека сега ќе отсвириме, затоа што таа музика почна да постои и си стана една целина и таа веќе е Мораше да се свој слушне, проект. така Свој е, проект. да. Треба да настапиме во Нова Горица, во Словенија и имаме репертоар секако. Јас знаев плејада песни. Пеам мислам пеев веќе предходно, знаев и доста традиционални теми и треба име на бендот. Треба групава некако да се представи како ќе се вика. А да се вика Парите се отепувачка, не е баш така. И тука беше тој момент, тој тригер, како се роди Љубојна низ нашите таа Размисли. комуникација, да, зашто доби еден така убав печат, убав еден малку и женски призвук, а истовремено една друга тежина, љубов и бој, нешто што сите го живееме и што го има и на сцена и во животот, нели? Таа борба за љубов, нели? И 3 пати реков, нели, си броја. И на еден од тие настани, ние одиме после представата, има концерт, тоа беше мислам дека во Истанбул. На отворено беше во рамки на театарски фестивал. Сакам да кажам, беше толку сериозен настан. Мораше да се И има. концертот беше одличен, но на крајот на концертот, пак ќе кажам, некоја асоциација незгодна направи
да се заврши песната, баш на самиот крај кај што требаше со еден извик да се заврши. И ние завршивме така, мислам, секако публиката не знае, ама јас се сеќам каква смеја бе фати. Леле. Еднаш и први и последен пат во животот. Па добро, ти добро што си имала само еден момент. А ти стварно имаш многу? Па како не? И што Има правиш? Ситуации разноразни. Што правиш? Ништо што правиш. Не можеш да се. Ама не, тоа е еден момент Тешко кога институти се случува, Не иначе можеш- дека ќе си ја Ти можеш помислиш да свириш, милион можеш да пати. свириш некој друг инструмент, не знам, гитара да земеш да свириш, пак некако можеш да Да се скриеш се за раководиш нешто, со да, себе, меѓутоа да. ти дувачки инструмент да свириш и да треба да се засмееш. Еве сега ми текнува, например, бев се уште средношколец, меѓутоа ако бевме средношколци, бевме, како да кажам, многу сериозни во она што го работевме. И заедно со уште тројца мои другари имавме квартет кларинети во класата на најпознатиот професор Панда Татарчевски, кој што е бог за педагогијата кларинетска македонска. Земавме многу награди, државни, меѓународни, со квартетот и настапувавме многу. Бевме една супер комбинација на другари и задоволство ни беше да свириме, да настапуваме, некако исчезната беше таа трема, некако бевме слободни многу се. И тоа беше во Центарот за култура во Битола. Излегуваме сериозна музика, треба да се свири. Добре. Не можеш ништо ти тука да карикираш. Беше некаков ден посветен, не знам конкретно за каков ден се работеше, меѓутоа салата беше полна, имаше 1000 луѓе, каде што имаше многу повозрасна публика и Колку побројна публика, толку посмешно. Не, интересното беше, знаеш, ние некако ја почувствувавме сериозноста на настанот. Ама сепак. Во публиката имаше многу повозрасни луѓе и да не претерам, преку 90% беа луѓе со очила. Па веќе Не, смешно. гледај, Да гледај. раскажа, Значи, сваќам. гледај, излегуваме, ние се поклонуваме секако што е, се затемнува делот кој што е публиката, нормално светлата, рефлекторите се во нас, меѓутоа удира еден оција и таму, и само ми се врти другарот, мој ми вика, на планетариум си бил? Знаеш, кога се завртив јас во публиката, оцејот од очила, дето ние бевме во ситуација да бараме со звездија во случај. Ајде да те видам, ти почни да свириш сега овде ти во оваа ситуација. Разговараме за сериозна музика. И што направиш, се поклонивме ти ние. Почнавме некако. Почнавме и сега ти нешто. И ет, гледај. Ево, ова се случува. Ајде нешто сериозно ти земи да говори. Еден, друг, трет, почна да се распаѓа составот, не можевме да се сконцентрираме никако. Ноти имаме пред нас, сепак се работеше за една комплексна материја која што треба да свириме. Не бре, брате, никако не може. Едно време се откажувам тројцата свират, тука веќе има течение на мелодија. Се вртам со грбот кон публиката да се изнасмеам некако, да не се враќам сериозен. 2 секунди трае сериозноста, не можеш никако. Тоа беше таков Не, еден. види сега, извини што те прекинувам. Тоа е предноста на инструменталистите. Пејач како бе ќе се свртиш, јас си Се губиш, веќе се губиш тотално имаш една измешаност на емоциите, се чувствуваш многу одговорно, усрамено во дадена ситуација, а ваму не престануваш да се смееш, значи се смееш, како да ти кажам. И ние еден по еден завршивме некако, тоа немаше врска тоа што свириме, немаше ништо. Немаше аплауз на крајот. Луѓето не знае како да се однесуваат и сега таков е перформансот, глумат нешто такво. Ние немавме образни да се поклониме, ни ништо, тоа беше едно такво. И сепак млади бевме. Сепак бевме многу млади, од друга страна бевме чувствителни, го чувствувавме тоа како еден, како да кажам, еден пораз во моментот, како може ние на сцена, утре други ден треба уште години да се занимаваме со оваа работа. Како ќе И вака без функционира? аплауз. Тоа беше еден момент кој што психолошки малку ни направи една дестабилизација, ама навидом беше многу смешен. Многу. Ние она што ќе го памтиме од оваа емисија, морам да ве прекинам. Имаме рекорд, само 2 поставени прашања, па треба да најавиме реклами. Па дај поставувајте нешто со дај нешто, се одговара да го решиме, ама се Група За 30 до 60 секунди, не, 60 се многу, 30. Ние многу ќе кажам и во тие 60. Ке ни запеете за свирите нешто пред рекламата? Ајде малку. Умрев. Мораме тоа да оправиме. Ова како
Не, само не се смееш. А сега после овој мовец супер си насмеавме, сега држи кој не посвири нешто малку овде. Ајде, што свирам Мислам дека после рекламите. Реклами може да одат реклами? Не. Ќе одат Свирима, па пред после рекламите, ќе па спееме уште нешто. А свирите? На што свирите? Во секој случај кажете таму во рече рекламите на Готовс нека бидат. Во случај Не се знае. Не знае, ти тоа го контролираш и го ќе тргне. Тргнато. Не се договаравме за свирење. Добро, ба. Така инстант излезе работата да не ви кршиме атер во целава работа. Рече, Се треба да ги прашаме гледачи. да некој ги прашаме што сакате, ќе кажат нешто. Па ние ќе им дадеме две опции. Ајде. Еве. Да сум бистра вода или Јано море. Јано море. Двете. Јано мори. Кирка ми е Јана. И тамо кај неа има. А и ќерка е Една Јана, таму Многу некоја. Јани, да. Многу Јани имаме. Добро. Јано мори. А со Це. Добро. Асо Це. Аце, значи Аце. Браво, поштено. Ама намерно ни Не, ти ја знаеш како, јас ти сум музичка проститутка наваму натаму цело време со машки, со женски интерпретатори, еден друг трети, сега и тоналитетите, ако треба на сите да им ги знам тоа. Види, може и авангард да тераме, ако се. Таа го знае тоа и затоа одма. Асо Це, да, Значи Аце. говорете, да. Супер. Јано мори, Јано леле, се вдали моја росна Јано мори, дете лино. Ај, моја росна Јано мори, дете лино. Сега ја ќе се приклучам, ова го снимав за социјалните мрежи, нормално да уживате нашите... Прекрасно. Да ги поздравиме Јаните наши, Јаните сите наши. Јани, Така. што не сите Јани. гледат во момент. Да ви се здрави и живи и да им се радувате уште многу. Благодарам. Одиме на реклами, сега е можноста точка ставивме. Ајде, па се враќаме за кратко. Треба да трае уште 2 часа, така? За да Сега, можеме се. ова беше само најава на емисијата. Имаме 300 работи Да, други. тоа Одиме работи сега ќе на- беше, да. Ова бришиш, ова пишеш. Ова бриша, А зашто така. да бришам? Што има да Не, бришам? нема врска, ако ти треба да неша. А може ќе осетиш дека Ама си чекай да ти објасниме, чекай, благаче. Океј, имам 300 работи, ај кога ги спомна 300 работи, после емисија што имате? После емисија јас одам на концерт кај мојата ќерка Јана, која свири тапани и настапува со музичкото студио Enterprise, лабораториум, одам да гледам. Јана, само напред. Браво Јана, супер да. Ке стигне мама, не се Добро, секире. да. А ти Моето у синче- дома остави... Моето синче има 10 месеци, тој не може да концертира се уште сега, Добро. меѓутоа јас ќе си одам кај него, пошто денес така бурен ми беше денот и си имаме
состанок. Добро, вокално концентрира. Не за да Концентрира. концертира, ама затоа се го интереси. Да. Много љубопитно. Да, љубопитен до максимум. Да. Љубопитен и тоа ми се Како ти рече свиѓа. Вера, и ости слика, дома имаат слика, пошто не си прибран. Па добро сега, не буквално дека не сум прибран. Добро, те изгледа. Жената те изгледа. Нема врска, едноставно динамиката на живењето е таква, кога работиш 1000 работи одеднаш. Меѓутоа, јас сум многу благодарен, ја користам приликата да ги се поздравиш. заблагодарам на семејството кое што ме толерираат. Сериозно ме толерираат во оваа целава работа, мислам тоа толерирате во Не Знаеш, да толерира. си имаат работа, веројатно свесни се дека ангажманите се. Затоа сум многу среќен што ги имам. Супер. Добро е. Одлично. Ајде одиме сад игра. Прилично краток одговор добивме, ти благодарам. Невообичаено, да. Невообичаено кратко. Не, Нешто да ме фали, нешто да не докажа. Дали памтиш кога бевме гости со Димитар Андоновски тука, кога дојде тој од Битола специјално, двајцата бевме гости, само јас зборував, тој на крајот само поздрав. Сега ме подсети на тоа. А пусти јас ми викаат нека заврши разговорот, времето помина за разговор, нели 15 на минути. Они дојде ми од Битола. И јас у себе си викам како да завршам интервју кога овој ништо не кажа другиот. И викам Димитар, извини, следна прилика без благој со тебе. Ајде да се игрите. Значи имаме Значи си игра. измиривте колку како се Опа, објадиве јас така. сум интервју. Не, прво одиме со кој прво сум јас. кој сум јас? Да, Добро, да, чекај, ама ќе ги смениме, така? Што правите, бе? Смениме. Ќе ги смениме, добро. Да не избориш сега друго, туку да треба да објаснуваш. Чекам малце да не ми Разбираш? прочита Вера. Ама Да нема ти прочита Вера. Зунзурциње. Нема да си прочитал. На двојка, ќе ве молам. Чекај сега, тој... Чететка Марина, на двојка, Дај да махнете се... таму да ве снимат, да ве Не, видат, не, кој добро, сте на не треба. главата. Добро. Океј. Добро, сега значи пишува нешто тука. Да, ти си И сега тој Тоа таа си- што е тоа си- гора. Тој си таа си, ќе Погледни видиме. кој е Значи јас Вера. треба... Вера, погледни кој е. Леле, верче. Ќе го решим, издан се. А зошто го држиш со прст? Затоа што ќе падне, затоа што ме е малку... Тоа е мало, не те стега. и од Не другата ме стега, бе, човече, не имам јас толкава глава како твојата, не зафркавај. Ти навикна си на твојата глава, мислиш дека сите... Не, Не, ја мислам дека тоа те гребе, а не дека... не ме стега, не. Мајче, чекај, изиграме ли играла и 5 Вера, минути за помогни мен. му. Ама не знам го. Ајде, бе, помогни ми, Верче, помогни ми, те молам. Вера, помогни му. Ајде, молим те. не знаат луѓето на. Добро, немам чувство за димензијата на главата затоа моја. не знам. Добро. Јас се чудам после толку емисии како не си научил венча. Ајде сега, Ајде, прашувајте кој прв погодува? за своето. дај со Значи, не. знаеш Чекај, како прашуваш за тоа што не го гледаш горе на Вака, глава. Верче ме прашува мене, јас За треба да себе, ја одговарам, за себе. треба да Себе. ја одговарам само со да и не, Така е, ништо да. поопширно Така е. да. Ајде, Ја прва Вера, да прашувам? Да. Кој сака? Добро, дали сум возрасен или дете? Возрасен. Баја како? Да. Возрасен или дете? Да, бе, да, бе. Ова нема да заврши. Возрасен или дете? Дете. Не си дете, чупе си. Значи вака, да или не или еден збор. Ајмо Линтер, ајде. Океј. Ако видиме дека тешко оди, Не, дека дека не тешко, не, Значи не, возрасен сум. Да. Океј. Постер? Прашај прво дали е маж, жена. Океј, маж или жена? Ама, Не, да. Маж сум. Да. Постер? Океј. Музичар? Да. Инструменталист? Да. Дувачки? Да. Готово. Океј. Ти покажа Дувачки. нешто. Знаеш, Старите? Да. Стојан Трајковски Не, сум. не, Добро. Аха, дувач. Океј, од ромска етничка заедница. Јас сум Ферус Мустафов. Јас кој сум сега, кажи ми ти. сега ќе биде Значи интерес. во емисија се нема вака смена. Значи не едно време кога почна да поставам вакви прашања, леле реков сега што правим. Па видео, дама не сме играли, играла, значи мислам, да, А како имате терапија ќе играте? Машко, Сега ќе биде хит. музичар, Да, пејачка, да, возрастна, да, македонска музика, народна, да.
Жива? Кога играш, па сам пат играш, Жива. признај тук. Дали е жива? Не е жива. Македонска традиционална музика, рековме така. Вања Лазарова, Не. Петранка Костадинова, Не. Васка Илиева. Васка. Значи, Нива и Ферус му става. Вау. Него што? Ау, да му ја Сакавме, нели, Васка Илиева, да биде Вирча, а ти да бидеш да Фирус, си ама Верче и Ферус. И после викам, не, ова ќе биде поголемо Ова мора да го чуваме до крај. Не, нема не, да се- Дундурките може да ги отстраните од вашите А глави. венчето да си Не биде. знам временски како стоиме. А, временски Добро. стоиме. Никако така да ова друга со таблички не играме, одме да пееме, па се за песни. Што ќе пееме? Се, да. А баш ми Не, се... ти ќе Не, ние свириш. не пееме. Да ги ништо што пробам слушаме. на чари. Можеш. Ќе свириме пак? Да, бе. Песна пак? Песна пак. Нели една требаш? Значи, ствари имате густ распоред. Ние овде сме дојдени на релекс. Што Е, па, А нема ова турбо. брзање, Турбо ограничување. Значи вака сега не се договараме ништо, што ќе ти свирам, то ќе пееш. Молим лепо, Играме една игра. свири ми напред. причите го микрофон. Фала ви за убавилива. Браво. Да сте здрави, живи, фала ви вас. Те фати малку смеа? А, не. Мислам дека ќе прекинеме, Не, така? не, да ти кажам Го право, удри кларинетот со масата и тоа Ми беше. дојде малку убаво кога рече по ова втората игра нема да играме, пошто ги гледам овие очила да си викам како ќе изгледам јас. А ќе ја играме? Наместо предизвикот ќе ја играме играта, ама после рекламите може? Предизвик? Ма се имаме, ама имаме и реклами. Реклами? Малку да одмориме. Ле, благојче, не можеме да се објасниме, не можеме. Се многу си тежок за сваќање. Многу си специфичен од секогаш. Практички И затоа тогаш зборував најмногу зборував тоа со Димитар го бевме, пошто како да кажам, тешко да сваќам. Јас Оваа почнувам- емисија требаше да си се викам, ако- поделиме лево и десно стерео, лево вие, десно на овако, кој сака да си одбере што да слуша, пошто не докажани сме. Затоа кога ќе направите емисија од 7-8 часа, јавете се. Тоа може само подкаст да биде, не може емисија да биде, сака пошто нека верувам толку време нема ниту една телевизија. Океј, ја имаме игра. Све мислам дека таму поише има вече. Добро, Не, така малку ни се изгледа. разделени. Така овие. ни Ако изгледа. сакаш овде поќе да Добро, изгледат. нема потреба. Еве, Како нема, сакате, така наместете. Добро. Сега ви е шанса да си ги поднаместите. Кажувај што треба да правиме. Треба со молим. тие свирчиња што ги имате да ги бутнете овие топчиња овде. Кој побаро ќе го направи тоа? Ти види, мора вака да биде. Оти јас можам од овде вака и со едно удирање сите да летим. О, е баш да не. Ај, баш. Нема врска, не, да пробаме, не знам. Добро, ние знаеме едно дека по ти нели би требало да бидеш по Едно по едно треба да ги, играла, а така, добро. и вера не се дава. Ајде видиме. 3, 4, 7. Ајде. Ја. Полесна. Браво! Помогни на вера, помогни. Шо ти е? Дувачка класа си, дувачка класа. Ај, се откажам. Значи,
Си ја одбрав играта за џабе. Требаше со кларинет да му даеме. Не работата Така е. тоа не. Моравме да наместиме игра за Благојче. Да, ама ти дадов да бираш. Па јас одбрав за Благојче игра. Гледаш колку сум Може би за таа со цоцекот да му. Не, таа за вртење кулаком беше другата. Чекај да смислиме. Или скокање јазе да му даеме. Може ластик? Ќе собере. Знаеш дали Ќе се собереме после. Не, генерација сум кај што ластикот беше многу популарна игра и нон-стоп девојчињата, да речам, во мало играе, меѓутоа не се ни потрудив да ја разберам играта. Да, нон-стоп беше, да кажам, Сакате ли војна? си имавме такви, јас сум Грабни ставчи, не така сум јас толку натаму, дете, игри. значи Да, сум да, од тие добро, генерации, добро, не, од тие генерации каде што тие такви малски игри беа. Кога децата беа на улица, играја. Наистина популарни многу и така И по растевме, така возрастни играат, пораснавме. сакате ли војна? Да. И по возрастни. Да, играат. Седиме на семафор, стандардни и систематски прегледи, една екипа се враќа од бриз, следна доаѓа и се гледаме вака на семафорите на пролече, едно 6 души, таму 6 души и мене една време доаѓа. Сакате ли војна? Кој прв ќе стигне? Ама така бевме добро наместени. Сакате ли бриз? Да, сакате ли војна? Чекај сега вака, Благојче си ги поздрави неговите, поздрави ги и ти, те молам. Леле, Ово си со ги поздравам протекција. своите ако Една работа ќе кажам кај музичарите, семејството е клучна. Една вистина клучна во се што правиме. Не е тоа само логистичка поддршка, тоа е една навистина голема љубовна сестрана поддршка за тоа што нашата работа е деликатна, поврзана со комуникација со многу луѓе, временски захтевна и ако не е тоа разбирање, ако не е таа љубов од нашите најблиски сопружници, баби, дедовци, деца, сите, се она што представува нели една таква фамилиарна клетка, не би биле ние толку ни успешни и не би можело ни тоа да се одвива така непречено, така што не да го поздравувам, го прегрнувам најсилно што може Тоа и е клучното, клучно е, тоа нема што да се нели дискутира. тоа е повеќе. мојот ветер во грб главен и што и да се случува, иако често дома ми викаат, ај може без караоке? Јас ке запеам, може без караоке? И се решава се, така верам? Се решава се, да, со нив се решава се и многу ми е драго дека и двете мои деца во еден дел од својот живот се занимаваат со музика. Може би тоа нема да биде нивна професија, но тоа е нешто што е природен порив и ако го носиш во себе треба да излезе, да го видиме, да го отсвириме, да го отпееме и ги гушкам, ги сакам најмногу и тоа е тоа. И одам на концерт вечер. Идеш вечер на концерт, така е. Успешен концерт, благодарам и успешна година. Имавте, кои се плановите накусо за следнава, како ќе се дочека новата година? Морам да спомнам накусо, затоа што само со поздравот за семејството 4 минути поправуваш. Океј, накусо, ајде Благојче, почни ти. Естрадно ќе се Фокус. изгледа, знаеш, ќе биде изненадување за публиката и тоа е тоа. Работа дома. За нова година. За новогодишната ноќ, после неколку години пауза, работно ќе биде годинава на платото пред офицерски дом во Битола. На мое големо задоволство, затоа што ние со бендот со Фонтана некако последниве години решивме да не настапуваме на 31-ви, меѓутоа ова беше една многу срдечна, многу убава покана од општина Битола и целиот тој организацијски тим и со најголемо задоволство и среќа со битолчани планираме да си направиме еден спомен кој што ќе ни остане за цел живот. Одлично. Браво. Вера со семејството поддршкава преграткива со нив? Прегратките со нив 31-ви, важниот момент со нив. Инаку имам да најавам неколку нешта. Ајде. Почнувајќи од Брисел, кој што Така е, каде што битка. неодамна имавме концерт, тоа беше фантастичен концерт и работилници средба со едни прекрасни дами каде што имав музичка, нели, средба со нив и пренесов дел од нашата традиција. Во само 3 часа успеавме да се споиме неверојатно. Ги канам сите на мојата промоција на 28 во сабота на книгата и на дружба со Љубојна концертна. Со хармонија. Филхармонија кафе во 19:30 почна промоцијата. Предпоставувам околу 9 часот би почнал концертот. На 30 декември ве канам сите во Битола на зимската приказна, каде што Љубојна настапува вечерта во еден широк брас состав, едно ново издание на Брас Фантази,
А на 31 ги чекам сите на градскиот плоштад во Скопје, каде што Љубена ќе свири во периодот, мислам дека од 8 до 10 часа. Одлично. И ќе направиме еден убав штимул за точно да си одброиме вака со најголемо задоволство и убаво расположение. Да викам и во новата година да се дорастажаме. најголемо задоволство. Во новата година има нови најави, ама ќе не викнете Нормално. да, следен пат. Секако. И ве молам да си ја растегнете мисијата. Значи не, вака да не брзате. Иди сам посам. Фала ви на Фала ви поканата. многу, да сте здрави и живи, да имате Убаво. многу успеси, да си сте Така е. вакви весели, насмејани. Уште многу вакви насмејани емисии. Како беше планетариум. И можеме заедно во планетариум во новата Да викајте у планетариум, Да да ги гледате разгледуваме пак. звезди. Ние сакаме звезди да гледаме. Океј, знаеме. Поздрав! Тука кратиме, утре 17:15 се Тај гледаме. Маја Григоровска.